Со последниот состанок што беше во Министерството, значи напредок не постигнаме, значи останаа цените исти, 13 со 11, и тие не одат во прилог на разбирање и меѓу фирмите и меѓу лозарите. Значи ние сме во загуба. Така да мора нашиот револт ние да си го искажеме преку, да не речам, протест. Мораме подхитно, тука ги повикувам сите лозари, значи да дојдат да ни дадат поддршка и да постигнеме некоја реална цена, ако може да се избориме за повисоки цени. Протестот е планиран да се одржи по магистралите, значи, или регионалните патишта. Мораме нешто да постигнеме, значи дефинитивно сме во загуба. Значи ние знаеме колку не кошташе за производство за оваа грозје. Од обеќувањето ништо не остана, освен само надеж за лозарите и друго ништо. Во загуба сме, значи лозарите мора еднаш за секогаш да сванат дека работиме за без пари. Кога еден аргатин оде за 1200 денара, па што останало за грозјето од 11 или 13 денара да се исплаќа. Стварно е странно, ни обеќаваа дека многу, сега на крајот не испадна ништо. Петра си остана со Петра проблемот, си остана со Повардарија проблемот, си остана со некои тие физби што откупуваа, што го собраа грозито за без пари. Па странно е више. Дајте еднаш, ве молам, да се направи нешто за во иднина да има еден перспективно лозарство и тоа е сето за градот, во интерес на градот. Значи ние ако земеме пари и економски градот се развива. Значи стварно е, не знам, катастрофално ова што се развива. Тие ветери 20 на со зголемување на цената во споредба со лани? Вака, значи јас винариите колку што разбрав се договориле сите да остане цената иста. Значи 13 со 11 и да не покачуваат. Они знаат колку нас не кошта тоа. Значи они знаат колку е 1 килограм грозје да се произведе по реална цена. Значи, они самите го знаат тоа. Они кажаа дека треба да се покачи. Ама од сето тоа остана само ветеното. Јас сум крајно изреволтиран и од владата, значи владата не обеќаваше многу, на крајот испадна ништо. Јас бев смирен, мене луѓето ми викаа уште пред тоа на протести, јас бев смирен, али еве, тоа наше смирување до каде дојде. Значи сега јас да бидам виновникот, а они да бидат се окей. Значи ние лозарите додека не се обединиме, додека не разбериме дека еднаш треба да испаднеме на протест и нашето незадоволство да си го кажеме. Додека кажуваме од дома и пишеме по фејсбуци и по воа, да испаднеме надвор, да си го кажеме нашиот револт. Јас ќе организирам тука една средба со лозарите, сите тие што сакат да го поддржат нашиот протест, значи ќе бидеме тука отворени и нека си остават број телефон и нека се потпишат за да знаеме колку сме, што сме и како сме.